Почитувани граѓани, дами и господа, дозволете ми најнапред да ви се заблагодарам на вашето присуство и воедно да се заблагодарам на извршниот и Централниот комитет на ВМРО ДПМН и на председателот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски за довербата која ми ја дадоа да бидам повторно кандидат за градоначалник на општина Зрновци на престојните локални избори. За мене, почитувани граѓани, огромна е честа што сум кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН. Мојата партијска задача како градоначалник на општина Зрновци беше и ќе биде по концептот на владата на Република Македонија, не само да ветувам, туку да исполнувам. Ние веќе докажавме дека може да се вети и да се оствари ветеното. Без да се излажат граѓаните, делата говорат за нашето посветено работење во општината, нашите резултати остварени преку соработка со вас граѓаните, советот на општината, општинската администрација и сите останати институции од државата и странство се видливи и препознатливи. Зад нас оставивме голем број на реализирани проекти, асфалтиравме локални патишта и улици, уредивме дел од речното корито на река Зрновка, изградивме етно музеј во село Мородис, општинскиот водовод го доведовме во функција, изградивме цркви во село Видовиште и село Мородис, помогнавме во реновирањето на црквата Свети Димитри во село Зрновци, го уредивме и разубавивме парк во село Зрновци, дадовме особен придонес кон подобрување на квалитетот на образованието, преку изградба на 2 училници, изградивме топла врска во Централното основно училиште Синешо Стоилов во Зрновци, инсталиравме парно огрење во подрачното училиште во село Мородис, промените се прозорците на подрачното училиште во село Видовиште. Во завршна фаза е изградбата на училишната спортска сала. Поставени се 12 сончеви колектори за топла вода за потребите на училишната спортска сала во Зрновци. Изчистихме 30 км земјени канали за наводнување и одводнување. Ги изчистихме речните корита на река Зрновка и река Врегалница. Изградивме канал за наводнување кој поминува низ централната јадра на Зрновци во должина од 840 метри. Пробивме пат во манастира Света Недела во должина од 1700 метри. Ги реновиравме општинските простории. Изградивме сала за венчавање, направени се летниковци, чешми и така натаму. Исто така, обезбедени се финансиски средства за проекти кои ќе бидат реализирани во период што следува. Тука мислам на изградба на детска градинка, канализација во село Мородиш, завршување на початна канализација во село Видовиште, промена на секундарната водоводна мрежа во село Зрновци и реализација на преостанатите 2 локални патишта. Почитувани пријатели, во оваа прилика сакам отворено да ви ветам дека како и во изминатите 4 години, така и сега целосно ќе се посветам на реализација на проекти, земајќи ги во предвид вашите потреби, вашите сугестии и вашите предлози. Во новата програма на Зрновци за период 2013-2017 година предвидов завршување со уредувањето на престанател дел од речното корито на река Зрновка, завршување со изградбата на фекалната канализација во село Мородис, асфалтирање на преостанатите улици во сите 3 населени места, пробивање на непроодните полски патишта во општината, изградба на манастир на местото викано Куков Прид во село Зрновци, изградба на повеќенаменското игралиште, изградба на пензиски клуб и уште многу други проекти зацртани во мојата изборна програма. Исто така, силно ќе се заложам да се изгради регионалниот пат Дивица Зрновци Карминци Штип. Освен проектите од областта на инфраструктурата, нашиот акцент ќе биде ставени на бројни активности и проекти од областта на културата и спортот, економијата и земјоделието, младите, пензионерите и останатите граѓани. Ќе изградиме пензионерски клуб, ќе инициираме формирање на здружение на земјоделците, ќе организираме бројни предавања од најразлични области, ќе оствариме соработка и партнерство со најразлични организации од земјата и странство, ќе се обидеме да бидеме постојано во текст новите трендови во областта на регионалниот развој. Зрновци беше и мора да остане препознатлива средина со своите карактеристики. Апелирам до вас, граѓаните, да се чувствувате слободни и добредојдени во секое време во општината. Ви стоиме на располагање за сите ваши идеи, предлози и сугестии. Наша задача ќе биде да го поттикнеме економскиот развој во општината преку перфекционирање на економската зона или зоната за мало стопанство. Во период што следува ќе започне изградбата на нови стопански објекти на веќе продадените 6 градежни парцели, а со тоа и отварање на нови работни места. Почитувани граѓани,
како кандидат за градоначалник со докажаното отворено и домаќинско работење, но и со вашата подршка, сето горе споменатото можеме да го постигнеме. Понудената програма со конкретни проекти и рокови за нивно реализирање, понудениот состав на советничката група од нашата партија и континуираната подршка од владата на ВМРО ДПМН е гаранција оваа програма да стане реалност. Вие, почитувани граѓани, на минатите избори го направихте вистинскиот избор. Ја избравте иднината за нашата општина. Овој пат едноставно направете го истото. Дозволете да ме водат докажаните. Да го искористиме стекнатото искуство кое ќе ни ги донесе неголемите резултати во последниот мандат. Да продолжиме заедно да создаваме иднина. Ви благодарам за присуството и биете живи и здрави. Да живее ВМРО ДПМН, да живее